Благодарам, председателе, почитувани колеги и пратеници, почитувана македонска јавност. Очекував дека некој од предлагачите ќе се јави за збор, да го образложи предлогот за колегата Хусни Исмаили да биде подпредседател на Собранието на Република Македонија. Меѓутоа гледам дека нема образлагање на целава оваа работа, па ќе се потрудиме ние да кажеме некој наш збор во однос на предлогот кој што е даден на денешната седница. Биографијата на колегата Хусни ја имаме, не би сакал да ја коментирам. Секој човек кој што влегол во овој законодавен дом, влегол со одредени своји квалитети и со однос на тие квалитети и представување пред граѓаните врз основа на кој што дошол тука, има можност да биде еден од кандидатите за сите функции кои што ги дава и ги нуди и со врска на ова собрание. Ја би се задржал повеќе на она што значи доколку се избере колегата Хусни Исмаили за подпредседател на собранието и она што би требало да го знае, мислам дека го знае, меѓутоа добро е да подсетиме затоа што влегува на една функција која што е и текако битна за работењето, функционирањето на овој демократски законодавен дом, кој што за жал во одредени моменти најчесто, не во одредени моменти, најчесто не функционира согласно она што представува негова обврска и она што би требало да значи за пред граѓаните. Колега Исмаили, вашите обврски врз основа на деловникот кој што го имаме тука, ова е тој деловник кој што за жал во собранието не се употребува сразмерно и еднакво према сите, туку во зависност од потребата, во зависност од ситуацијата, ви ги одредува вашите делокруг на надлежности и согласно него, значи согласно членовите од 61 до 63, ги имате вашите обврски и она што треба да го правите како подпредседател во ситуација ако дојдете да му помагате на председателот или во отсуство или спреченост на председателот да го замените на пленарната седница. Се надевам, колега Исмаили, дека согласно деловникот и уставот и сите обврски надлежности кои што ги имате, доколку бидете избран од ова парламентарно мнозинство, ќе внимавате да не влегувате во збор на пратениците, односно да не им го попречувате она што им е демократско право, а тоа е да дискутираат по одредена тема, затоа што имаме ситуации на такви состојби. Доколку имате нешто како подпредседател да им кажете на пратениците, се надевам дека тоа ќе го направите со преку реплика, да се симнете како сите пратеници, а не вака во ситуација кога го имате системот позади вас, да го злоупотребувате и вие да зборувате, а тој што го има зборот, да не може да зборува по однос на одредено прашање. Се надевам нема да го прекршувате деловникот, колега Исмаили, доколку бидете избран од парламентарното мнозинство, на начин на кој што нема да ги разгледувате точките кои што се предложени од опозицијата, како што се интерпелации, барање на други информации или нешто слично. Се надевам, затоа што такви работи се случуваат во собранието, се надевам дека кога ќе дојде точка наред на опозицијата, нема колега Исмаили, доколку бидете избран за подпредседател на собранието, да ја прекинете седницата и таа седница да ја оставите отворена само и само ради една причина, а тоа е затоа што треба да се дискутира точка од опозицијата. Таа точка, верувајте, што е предложена од опозицијата, доаѓа и бара јавност од народот, а народот е тој кој што ги бара овие точки. За жал, еве искуството кажува дека такви точки многу ретко доаѓаат на седници, и дека такви точки тешко и се разгледуваат. Се надевам дека спротивно на деловникот и без образложение, кога ќе сте во ситуација, нема да отфрлате амандмани поднесени од пратеници од опозицијата,
затоа што ваша обврска е сите амандмани да ги примите, а доколку се доставени на време, за истите да се разговара и истите да се произнесе овој законодавен дом, дали се исправни или не, и да си ја продолжат нивната процедура која што ја има. Се надевам, колега Исмаили, дека доколку ве изберат за подпредседател на собранието, нема во ниеден случај, иако немате во моментот деловничка можност, меѓутоа ќе влијаете како подпредседател, колега, да не се злоупотребува европското знаменце и свесно закони кои што ќе дојдат од владата без доволно подготвен материјал за истите, да ги враќате или да делувате кај председателот на собрание, истите да бидат вратени, затоа што не го исполнуваат условот да бидат пратени во собранието. Знам дека ќе добиете одговор дека така се пратени од владата, тука нема што да се прави, меѓутоа ве замолувам да се борите, затоа што со вашата борба тука ќе покажете дека ги почитувате пратениците и дека секој материјал ќе заврши на крајот на денот на комисијата за која што е назначен. Се надевам дека вашата борба ќе биде во насока да комисијата за европски прашања не ја правиме комисија за сештологија, затоа што таму се разгледуваат закони од земјоделие, здравство, труд и се она што треба владата да го помине во скратена постапка или владата да не му даде можност за транспарентност, јавност и дискусија. Борбата ќе ви биде тешка затоа што досега во овие два парламентарни мандати такво нешто се нема случено. Вратен материјал на влада нема, иако иделе со празни табели за пополнување на делот кој што значи усогласување со европското законодавство. Ќе имате многу тешка борба, колега Исмаили, ама тоа е тоа. Затоа ќе треба да си ги засукате ракавите и борбата да ја водите на секое поле за кое што зборуваме. Се надевам, колега Исмаили, кога ќе ви побара збор, кога ќе бидете некојаш во ситуација да водите седница, координатор на било која пратеничка група, од моиве колеги, еве јас да се изземам, вие имате обврска врз основа на овој деловник, веднаш да му дадете збор на процедурално на координаторот на пратеничката група. Знам дека го знаете, меѓутоа добро е да го повториме за јавноста. И кога ќе земе зборот координаторот на пратеничката група, да дозволите да си ја заврши мислата, не 19 пати да му влегувате во збор, затоа што човекот е излезен да каже нешто и тоа треба да има смисол, а не да биде исклучуван, вклучуван и правен. Дополнително, знам дека знаете и вие како пратеничка група сте го користеле моментот, а тоа е да побарате 1 час пауза. Ваша обврска, значи не е желба, колега Исмаили, обврска ваша е веднаш, штом побара координатор или заменик координатор на пратеничка група, вие да му дадете пауза во време трајање колку што бара, а е предвидено со деловникот. Немате можност, доколку сакате на друг координатор да дадете да се дообјаснува, немате можност да викате на координаторот врати се на место, ја затвори седницата, немате можност, чисто за вас да го знаете ова, колега Исмаили, немате можност да рече, да му кажете врати се, па повторно ќе дојдете, ќе ви дадам збор. Не. Тоа веќе не е демократија. Затоа овој деловник, знам дека го знаете и затоа го повторувам за граѓаните, затоа е тој деловник и затоа е дадена можноста веднаш да се даде. Вие не смеете да го толкувате, колега Исмаили, деловникот, затоа што навистина сме го напишали и треба да го почитуваме. Доколку сакате да бидете подпредседател на сите пратеници, доколку сте партиски или сакате некоја работа да ја завршите на мала врата и на мускули, надвор од демократските процеси и логики, можете да го направите. Сум гледал ја случаеви, а и вие сте гледали случаеви во овој законодавен дом, меѓутоа се надевам дека вие ќе постапувате врз основа на деловникот, уставот и обврските кои што ви ги дава овој документ. Се надевам, колега Хусни Исмаили, кандидат за подпредседател на собранието, дека кога ќе се закаже седница за доверба на влада, а ќе треба вие да ја водите,
Нема да избегате од седницата и да оставите друг, туку вие како подпредседател имате малку поголема обврска од сите други пратеници, задолжени за да ја водите седницата, да одседите, да ја отслушате дискусијата и на крајот на ден пленумот, односно пратениците да се произјаснат за или против доверба на влада. Таквото бегство е кукавичлук и таквото бегство е погазување на демократијата во државата на долги стази. Најлесно е да се избега кога има проблем. Проблемите се дискутираат, а најчесто со дискусија се решаваат. Ова се надевам ќе го запамтите, ќе дозволите дискусија, затоа што на тој начин тоа е здраво за демократијата и на тој начин се развива демократијата и граѓаните стануваат демократски сензитивни за проблемите. Да, ќе има проблеми кога ќе водите седници и треба да се справите со нив. Затоа сте и ставени како одговорни. Лесно е да избегате и да кажете нема можност. Не. Дали некој дава подршка на влада или не дава, се гледа на крајот на денот со нејзиното гласање. И тоа е демократски. Кога ќе се соберат 61 пратеник, ќе дадат подршка на било која работа, тоа е тоа што на крајот на денот се случило и ќе треба да се дискутира. Дополнително, колега Хусни Исмаили, кога некојаш ќе дојдете во ситуација да одите на координација, ве замолувам тоа што го договарате на координација понеделнички да важи барем и до вторник. Да не пробувате едно да зборувате за цела недела што е договорено на координација, веќе во вторник да излезе некоја непланирана нова седница, непланирана нова комисија. Многу е битно за довербата во собранието. Колега Исмаили, демократијата, дискусијата е двосмерна улица. Ако ја направиме едносмерна, завршуваме на зид. Ако има комуникација двосмерна, може би и ќе се најдеме некаде во дискусијата. Ова како председател, доколку бидете избран, немојте да го заборавите, затоа што е многу битна работа, затоа што понеделнички се договараат, во вторник сабајле веќе тоа не важи, не ја гледам потребата и зошто би се одржувале тие координации. Колега Исмаили, има уште многу работи кои што би можел да ги кажам од практично, да речам, и деловничко искуство, кои што сум сигурен дека ги знаете, меѓутоа добро е еве пред да дојдете во ситуација, доколку бидете избран за подпредседател, да се повторат и да се продискутираат. Меѓутоа сметам дека колега Исмаили денеска нема да бидете избран за подпредседател на собранието, затоа што власта влегува несериозно во оваа работа. Еден свечен момент за било кој пратеник, за било која пратеничка група, се девалвира со тоа што се става само да се продискутира денес, а гласањето ќе биде одложено. Моje лично мислење е дека вакви моменти треба да завршат со чинот на гласање и поддршка, прво од партиите на подпишаните поддржувачи на власта кои што се, а после и од целата владина коалиција, затоа што колку што паметам и колку што кажувавте, ова ви беше еден од првите договори за влегување во влада, за жал се реализира после 8 месеци, доколку и другите договорени работи ги реализирате со ова темпо. Господ напомоши на државата и на вас и на коалицијата. Втора работа, се надевам дека ќе го видите членот 61 став 2, дека во случај на спреченост или отсуство на председателот на собранието го заменува еден од подпредседателите според однапред утврден редослед, при што се води сметка за подеднакво вклучување на сите подпредседатели. Такво нешто во собранието немало досега, имаме еден активно вклучен подпредседател, другите сте само за порамнување на сметки и одржувањето на владиното или парламентарното мнозинство, ќе ви се води во сивито дека имате функција подпредседател, меѓутоа на столчево кога ќе седнете, очекувам дека ќе ми се јавите или барем ќе ми пратите слика или пак јас ќе ве сликам. Верувате, нема да се случи, вашата подршка и можноста да бидете подпредседател кој што нема да води седница, а ќе учествува во други небитни работи, ќе ја има. Меѓутоа, ова владеачко мнозинство ве планира само како кворум и луѓе кои што ќе треба во наредниот период да дадете подршка за да се одржи ова нестабилно мнозинство во ова собрание. Дека сме сериозни за да ја видите поддршката во моментот која што имате од сите пратеници, јас ќе ги замолам пратениците од пратеничката група на ВМРО ДПМН да се одјават од гласање и доколку имате можност и кворум, веднаш да ви изберат
за подпредседател на собранието, а се надевам дека овие работи кои што ви кажав ќе ги запомтите или ќе ги преслушате добро, затоа што се работи за еднината на нашата држава. Ви благодарам на сите.